5 јули до сите советници од општината Карпош беше испратено барање за носење на одлука за запирање на 29 урбанистички планови од страна на повеќе групи кои се дел од коалицијата ОДВА. Како аргументација за ова барање беа приложени повеќе прекршувања во процедурата, при што морам да потенцирам дека се работи за згради кои што се во тек на изградба, па заради тоа има одредена итност за оваа работа. Левица е партија која јавно се залага против градежната мафија и едно од нашите ветувања во предизборието беше борбата против узурпација на јавниот простор во име на профит. И како такви, ветивме дека со сите средства ќе се бориме против кои што ни стојат на располагање. Со таа цел јас побарав ова барање се стави на точка на дневен ред на 11-та седница, тоест минатата, но заради комплексноста на ова прашање се донесе заклучок дека ќе треба малку повеќе време да се процесуира и да се разработи подетално. Согласно со овој заклучок на 19 јуни повторно поднесов барање ова барање да се стави на точка на дневен ред на 12-та седница, која што би требало да се одржи во јули. Масовната узурпација на јавниот простор преку градежната експанзија која беше минувана од минатата гарнитура е еден од најзначајните проблеми на жителите на општина Карпаш. Самото ова не создава само еколошки проблеми, туку и инфраструктурни. Ова стана проблем до таа точка што за време на локалните избори ова беше главното барање на самите граѓани. Од досегашниот тек на настаните се појавуваат неколку прашања. Зошто Левица го потегнува ова? Зошто Левица само го поддржа ова барање? Посебно ако се има во предвид фактот дека сегашната власт протестираше и подпишуваше петиции за борба против градежната мафија. Владачката СДСМ додека беа во опозиција држа пресконференции и самите ги спореа дел од овие дупови, кој според нив представува уште еден криминален дел на претходната власт. Зошто тогаш сега, кога тие се на власт, граѓански организации почнуваат предметен уставен суд, кога главното ветување преку кое СДСМ дојде на власт беа ветување дека ќе се справи со криминалите на претходната власт. Тука би сакал да напоменам дека веќе се во процедура иницијативи за оценување на законитоста и уставноста на постапката за донесување на 4 дупови и тие се поднесени од страна на коалицијата ОДВА. Ова уставна иницијатива веќе неколку месеци нема правна разврска, со што се доведува во прашање ефикасноста и непристрасноста на функционирање на Уставниот суд. Политичките субјекти во државата и самите институции преку нивната негрижа за граѓаните креираат ситуација на перманентна битка со ветерници, каде што граѓаните се оставени сами на себе да се борат за основни човекови права како правото на чист воздух. Со сигурност можам да гарантирам дека барем за дел од овие дупови, самите советници на СДСМ, кога тогаш беа во опозиција, држа пресконференции и беа против носење на самите решенија. А сега дали се работи за дил или не, нормално мора со нив. Шпекулација од наша страна би било крајно некоректно. Едно од најкритичните уствари е веќе уставен и се работи за настал зградата, која што се шпекулира дека треба да се вселат околу меѓу 4000 луѓе или така нешто. Таа е најкритична. Само по себе создава огромен инфраструктурен проблем, каде што самата зграда бара посебно нова градинка и нова основна школа, затоа што во близина нема место. Ако се утврди дека не се донесени кои што треба, има луѓе кои што треба да одговараат за тоа е првично. Од самата администрација, политички партии, јас нема да навлегувам во процеси на правно гонење на луѓе кои што издавале дозволи со прекршување на процедурите. Од друга страна, мора да се стопираат градбите и да се испита кои точно ги прекршуваат процедурите кои се некоректно донесени. А за тоа треба да се стопираат што е можно побрзо. Затоа што на крај крајови СДСМ како партија која што се залага многу за бизнес заедницата, треба да мисли малку и на нив, затоа што кој ќе се изгради, ако треба да се руши,
повеќе пари потонале во тоа.